Денеска православната црква ги празнува Светиот Вукол епископ Смирненски, Светата маченичка Фауста, Светата маченичка Доротеја и Светиот Фоти патриарх Цариградски. Светиот Вукол епископ Смирненски, ученик на светиот Јован Богослов, кој го посветил за епископ на градот Смирна. Во Смирна тогаш имало малкуми на крстени. Во темнината на незнабоштвото светиот Вукол светел како јасна свеќа. Се одликувал со сите добродетели, а особено со благост и со кроткост. Пред својата смрт светиот Вукол го посветил славниот Поликарп за свој наследник во епископството, а тој мирно завршил и отишол при Господа. Светата маченичка Фауста пострадала за Христа во времето на царот Максимијан помеѓу 305-та и 311-та година. Со своето јунаштво ги восхитила и во христијанство ги обратила своите мачители, 80 годишниот бајач Евиласий и епархот Максим. Кога судијата и се заканувал на Фауста со уште пострашни маки, таа му рекла да направи нејзина икона со изображение на сите оние маки со кои тој и се заканувал. Кога иконата била готова и ја покажале, светата Фауста изговорила: како оваа икона што не чувствува никакви маки, така ни моето тело не чувствува маки од твоите казни, зашто мојата душа е утврдена во Господа. Судијата ја фрлил во котел со врела вода, каде што ова свето 13-годишно девојче завршило со молитва на устата и отишло во рајот. Елици во Христа крести сте ся, во Христа облеко сте ся. Слава Отцу и Сину
Светата маченичка Доротеја, угледна и прекрасна девица од Кесарија Кападокиска. Управникот на областа Саприкија ја дал Доротеја на две незнабожечки сестри, Христина и Калиста, за тие да ја одвратат од Христа. Но се случило спротивното. Доротеја успеала да ги обрати обете сестри во верата Христова. Налутен, Саприкиј наредил да ги врзат тие две сестри со грбот едната за другата и ги фрлиле во каца со смола, па ги запалиле. Тогаш и Доротеја ја осудиле на смрт. Таа радосно ја сослушала пресудата и извикала: Ти благодарам, душелюбче Христе, што ме повикуваш во Твојот рај и ме воведуваш во Твоите пресвети дворови. Некој присутен, големец Теофил, се насмеал на овие зборови, па и довикал на светата Доротеја: Почуј, невесто Христова, испрати му јаболка и цвеќиња од шипинките од рајот на твојот младоженец. Навистина тоа ќе го направам, му одговорила маченичката. Кога Доротеја била на губилиштето, наеднаш се појавило едно прекрасно момче со 3 јаболка и 3 црвени цвета од шипинки. Тоа бил ангел Божји, а времето било зимно. Му рекла светата Доротеја на ангелот тоа да му го однесе на Теофила и да му рече: Еве ти тоа што го сакаше. Кога Теофил ја примил по раката и го видел дарот, сиот бил престрашен. Во него се превртело и тој закоравен незнабожец постанал христијанин. И тој бил мачен и убиен за Христа, та отишол со душата во рајот на Господа Исуса, наскоро по светата Доротеја. Светиот Фоти, патриарх Цариградски. Голем светилник е на црквата, царски роднина и внук на славниот патриарх Тараси. Неодолив заштитник на црквата од властолюбието на папата и на останатите римски изопаченија на верата. За 6 дена ги поминал сите чинови од световник до патриарх. Станал патриарх на Божик во 857 година, а завршил во Господа во 891. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.